25-годишна девојка почина од свински грип, а 1700 нови неделава се јавиле во болница со главоболка, зголемена температура и повраќање и болка во мускулите. Ова е втора жртва од грип во земјата, а вкупната бројка на болни е 4500. Завчера на педиатрија починало 5-годишно девојче со тешки компликации. Двете лица, едното и другото, имаа коморбидитет, тоа сум го кажувал повеќе пати, коморбидитет, значи основно друго заболување. Кај едното веќе регистриравме астма, кај другото имало Даунов синдром, со тоа што двете екзитираа заради тешко оштетување на белите дробови, воспаление на белите дробови и тешко оштетување на црниот дроб. 85% од сите изолати во овој момент се H1N1, односно H1PDM09, стручно речено, во јавноста познато како она што не го кажувам стално како свински грип. Симптомите на свинскиот грип се слични на обичен сезонски грип. Опасно е кога ќе дојде до компликации и влошување на клиничката слика. Секоја индивидуа е за себе, имунолошки систем немаме сите исти. Некој ќе го прележи заболувањето полесно, поготово тие што имаат веќе примено една доза вакцина, а вакцината се даваше од ноември навака. Некој има појак имунитет, со малку лежење или со мала температура ќе го помине грипот, пе некого ќе се залежи заради тоа што може да се направи поголема компликација, а поголемата компликација ви кажував дека основата воспаление на белите дробови, воспаление на синусите и, не дај Боже, воспаление на менингите и енцефалит, односно менингоенцефалит. Пациентите болни од грип се лекуваат најпрво со обична терапија. Ако после едно деноноќе не се подобри нивната состојба, лекарите им даваат Тамифлу. Министерството за здравство испратило писмо до сите здравствени установи да обезбедат доволна количина од овој лек, бидејќи прогнозираат дека бројот на болни се уште ќе расте. Грипот H1N1, односно свински грип, поопасната категорија на овој вирус, по 3 години повторно циркулира во Македонија. Здравствените власти уверуваат дека терапија има доволно во сите здравствени установи.